Менструалната сиромаштија во Македонија е загрижувачка. Секоја трета жена не може да си дозволи да ги купи потребните менструални производи. 15% од жените при месечниот циклус користат текстил или хартија наместо влошки. Гинеколозите алармираат дека Македонија се наоѓа високо на листата на земји кои не успеваат да управуваат со менструалната хигиена. Со оглед на прилично недостапноста на овие продукти низ времето, како што веќе кажав, 30% имаат недостапност, неможност да си купат соодветни влошки за да ја одржуваат менструалната хигиена. Овие проекти овозможуваат да тоа го направиме што подостапно за сите млади девојки, за да може соодветно да ја одржуваат менструалната хигиена. Со цел зголемување на јавната свест и намалување на менструалната сиромаштија, невладините заедно со ДМ Дрогерија Маркт во факултетите имаат поставено над 200 диспанзери со хигиенски влошки во женските тоалети на сите државни универзитети во Македонија. По исто 2023 година излезе едно истражување на наша агенција, кое што беше изработено на база на 3000 испитаници. И ако верувате, 1/3 од нив кажале дека во животот барем еднаш, а некои повеќе пати, имале потреба да користат импровизирани материјали за време на својот менструален циклус наместо хигиенска влошка поради едноставно недостапност во тој момент или недостаток на финансиски средства. Последните анкети покажуваат дека дури 90% од жените во Македонија се согласуваат дека треба да има бесплатни производи за менструална хигиена во јавните тоалети, а дури 3/4 се жалат на превисоките цени на менструалните производи. Семејствата што се со 3 или 4 жени трошат и до 30% од семејниот буџет за производи за менструална хигиена, лекови против болка и слично.